конкурсот за уписи на јавните високообразовни установи во Република Македонија за академската 2016-2017 година е веќе објавен и целокупната заинтересирана јавност, а пред се матурантите кои имаат намера да продолжат со своето високо образование, може да го погледнат во рамки на печатените медиуми, како и на интернет страниците на Министерството, за образование и наука. Конкурсот предвидува вкупно 24.356 слободни места на 5 јавни високообразовни установи во државата, од кои 13.536 места се наменети за редовните студии во државна квота, 7.327 места за студенти со кофинансирање на студиите и 3.493 слободни места за вонредните студии. При креирањето на конкурсот во предвид се земени параметрите од анализите на понудата и побарувачката на пазарот на труд, како и проекциите за идните побарувања на занимања кои се од особен интерес за државата и од големо значење за севкупниот општествено-економски просперитет. Одделно по универзитети распоредот на слободни места е следен. На Универзитетот Свети Кирил и Методи има 10.535 слободни места, од кои 6.606 за редовни студенти во државна квота, 2.819 за квота редовни студенти со кофинансирање на студиите и 1.110 за вонредни студенти. На Универзитетот Свети Климент Охридски во Битола има вкупно 3.543 слободни места, од кои 2.040 за редовни студенти во државна квота, 790 за квотата редовни студенти со кофинансирање на студиите и 713 за вонредни студенти. На Универзитетот за информатички науки и технологии Свети Апостол Павле во Охрид има вкупно 440 слободни места, од кои 220 за редовни студенти во државна квота, 110 за квота редовни студенти со кофинансирање на студиите и 110 за вонредни студии. На Универзитетот Гоце Делчев на Државниот универзитет во Тетово вкупно има 4600 слободни места, од кои 1335 за редовните студенти во државна квота, 2600 за квота редовни студии со кофинансирање и 665 за вонредни студенти. И на Универзитетот Гоце Делчев има 5238 слободни места, од кои 3335 за редовни студенти во државна квота, 1008 за квота редовни студенти со кофинансирање и 895 за вонредни студенти. Датумите и роковите ги одредуваат за упис, ги одредуваат самите универзитети, но вообичаено првиот уписен рок е во втората половина на месец август, вториот кон крајот на месец август и првите денови од септември, додека третиот уписен рок е кон крајот на месец септември. Би сакал да информирам дека согласно одлуката на владата на Република Македонија за неколкукратно намалување и унифицирање на партиципацијата за студирање која што веќе на сила 6-та година и која што значително го олесни пристапот до високото образование, лицата кои ќе се запишат како редовни студенти и ќе влезат во државна квота ќе плаќаат 200 евра годишно во денарска противвредност, а студентите кои ќе се запишат како редовни студенти во квота со кофинансирање, како и вонредните студенти ќе плаќаат 400 евра годишно во денарска противвредност. Во оваа прилика упатувам апел до сите идни студенти. Изборот на областа во која ќе студираат да го направат врз основа на сопствените убедувања, афинитети и предиспозиции, но многу е важно во предвид да ги земат информациите за тоа колку во одредено занимање е побарувано и колкава е веројатноста да обезбеди соодветен работен ангажман по формализација на образовниот процес, односно да овозможи што поскоро материјализирање на стекнатото знаење. Тоа значи дека и годинава потребно да се обрне внимание на техничките струки, особено на инженерството, градежништвото, производството, како и на природните науки и математиката. Во изминатите нецели 5 години имаме значително зголемување на бројот на студенти кои се одлучуваат да студираат на математичките, природно-математичките и техничките факултети. Ако во 2010 година имавме 20,9% од вкупниот број на студенти во генерација кои одбрале технички и природно-математички науки, во 2015 година тој процент изнесуваше 31. Така што очекувам овој тренд на прогресија да продолжи и во новата академска година.